Speleolozite od Republikava veke podgotwija projekti za trite podzemni prirodni redkosti vo atarotna seloto Gorna Belica, nedaleko od Makedonski Brod. Nego go finansira Ministerstvo to za životna sredina i to se prvite čekori regionu da se proglasi za spomenik na prirodata, vo kojke se najdat pešterite Momiček, Orle ili Golubarnik i Laparnica, kako i rekata Belešnica, su ubavioti po mnogu nešto čudniot izvorišen del. To se apsolutno najbistrite rečni vodi kaj nas, za žal, dolgi samo 5-6 km do nivnoto vlivanjevo treska. Местноста, според последната територијална поделба, се наоѓа во средишниот дел на општина Самоков, во областа Порече, со изразени природни граници. Наоколу се извишиле Јакупица, Караджица, Даутица и Сувагора и создале преубава висока планинска котлина. Некогаш силните речни ерозии овде формирале десетици и десетици, како нарачани, карпести структури, што сега убаво ке послужат како полигони за обука на најмладите спелеолози, кои мора да се овладаат многу тајни што потоа ќе ги одведат до подземните убавини. Селото Горна Белица така стана првиот камп и училишен центар за подмладокот. Само неколку дечиња горновеличанчиња од пред 6-7 години беа принудени на училиште да одат во селото Манастирец, а нивното напуштено училиште стана спелеолошко истражувачки центар. Како да се врзе јазолот за секоја пригода и потреба, како се користат кочниците за искачување или за спуштање, како треба да се држи телот, како да се постават безбедносните јажиња, да се заковаат клиновите и така угоре и така удолу. Тоа се неминовните работи што мора да се научат да се изведуваат безпрекорно. Само така овие на прв поглед помалку налудничави действија стануваат спорт и забава. Еве и најава или барање да се позанимаваме со нешто друго во Горна Белица. Приказни и вистини за магарињата има многу. Дека на свадба не ги канат за веселба. Дека од инаетот магарешки нема поголем. Па споредбите зетлие, магарелие, па некои други магарешки работи. Ако ѓаволот ни ора ни копа, магарињата во Горна Белица изгледа работат се и сешто. Порече, според археолошките податоци, било населено од давни времиња, речиси од каменото. Негови прастари жители биле елините, чии траги се пронајдени во селата Ижиште, Горно Крушје, Локвице и во Томино село.
Za mnogo stari izdanije se smeta дека се уште од римско време, како црквите во Модриште и во Тажево, калето Бенче, потоа Ковач и мноштво надгробни споменици. Овде пак во Беличко најмногу се пронаоѓани ковани пари од времето на Јустинијан II и големи камени градви токму помеѓу Горна Белица и Црешнево. Денес во селото кое се навалило над реката Белешница живеа 30 семејства. Претежно возрастни и старци, ама си има и по некое беличанче, како што личи и прилега. Селаните си го слават исцелителот Свети Пантелеимон, ама нели не треба само молитва, туку и мотика, а за мотика и нема многу место. До неодамна имаше нешто работа во рибникот, имаше и во фабриката Сувенир во Самоков, имаше и повеќе и луѓе овде и во околните села, па беа потребни и повеќе воденици и валалници. Во една од нив си работеше и Чичко Вукса. Денеска, онака, колку да се прошета, а и да си ја наполни душата, тој ке намине, ке отклучи, ке ги погали воденичните камења, ке го зачисти јазот и казанот каде што се вртеле волнени черги, јамболи и други покривки и пак ке го заклучи катинарот. Што ли се неке му пролета во мислите на овој 73 годишен човек? Најубавата негова музика била и останала она од воденичното колце. Рековме, училиштето во Горна Белица стана вистински спелеолошко-истражувачки центар. Колку убава беше идејата објектот да им се даде на овие млади луѓе и за тој да не пропатне, а и тие да си најдат покрив над глава. Го вароса, ги сменија искршените прозорци, донесоа 20 кревети, го оградија дворот, ја поправија чешмата. И училиштето повторно заживеа и без звончето и без големиот дневник. Беличкиот карстен предел му припаѓа на планинскиот масив Даутица, на неговата западна страна. За да се појде до пештерата Орли или Голубарник, треба да се појде лево кон Црешнево по една суводолица. Од спротива десно е подземниот објект Момичек, кога одамна го прогласивме за најколоритен од сите пештери во Македонија, а некаде во средината помеѓу нив е Лапарница. Од кампот веднаш се фаќаат угорнините со млада, ретка борова шума. Големите борови исчезнале во минатото, кога овде главна работа била смоларењето. Ке се засечел борот некаде во април-мај, ке
ке почне да се затоплува стеблото и да си капе смолата во умешно прикачените лончиња. Секој од нив ке собере околу половина килограм смола, а на еден зрел, поголем бор можело да се стават и по 10 такви садови. Така во текот на едно лето, смоларот може да собере и до 3000 килограми смола, сосема доволно и за леп и за солеп. Козите го представувале овде ситниот, а говедата крупниот добиток, па недостатокот од плодно, обработливо земјиште се заменувал со добивките од сточарењето. Сега патем во младата елова и борова шума ќе сретнете онака наредени камења, некакви камени купи кои се и ориентир каде да се помине и каде да се стаса, и опомена на овие простори дека моментално е забрането пасењето добиток. Во просторов доминира еден голем бор кој е главен ориентир на посетителите. Од неговото масивно стебло жителите веќе не вадат смола, но затоа пак си делкаат дрвце за потпалка и за себе и за напазар. Делкаат и ке го доделкаат еден ден. И ке го снема и најголемиот бор и најзначајниот ориентир овде. Со дозвола на општината, спелеолозите затоа поставуваат опомена. Кој знае колку се во ова ќе вреди, ама нека си стои. Теренов, особено спелеолозите на Пеониот Скопје, го истражуваат веќе 30 години. Така откриени се објектите кај Модриште, Беличкиот пропаст, Пешница, Капајца, Орев, Шејтанка, Момичек, Орле и еве сега одиме во Лапарница. Бидејќи се работи за обука на подмлаткарите спелеолози, подготовките ќе бидат малку посеопфатни, поспори, потемелни. Ова е вистински час на лице место. Ова е првото спелеолошко крштевање на младите пеончиња и се мора да биде безпрекорно безбедно. А за тоа има и кој да се погреши. И постари, и помлади членови, но со заеднички именител, искусни. Врзаш и ќе го осигураваш да се камерманот. Атмосфера и работна и пријатна, а за младите и тоа како возбудлива. Многу пати сум се прашувал што е тоа што го тера човек во непознатото, да прави нешто невозможно, да ризикува, да си го подкрева шекерот. Може би во адреналинот е и одговорот, во состојбата на голема возбуда, испреплетена и со страх, и со чувство на супериорност, и со желба да се победи, да се освои. Отворот или влезот се наоѓа точно на 900 метри надморска височина на ридот Давпат. Должината му е 2,5, а височината нешто повеќе од 1 метар. Влезот очигледно некогаш бил поголем, но мештаните малку го затрупале, зашто во него неретко паѓал добитокот. Ке видиме подоцна внатре најдовме доста остатоци од коски, рогови, копита. Клиновите заковани, сигурносните јажиња спуштени, долу први влегоа искусните и сега е ред за новите крштевања. Почетниците се речиси во вистински сендвич помеѓу искалените. Нема место за неспокоја како и за паника. Чекорите се бавни, несигурни, моменти што ќе бидат за секогаш запаметени. Објектот спаѓа во типот на сложени пештери, што би се рекло представува разгранет систем на подземни канали, кои се испреплетуваат меѓу себе и се распоредени на различни нивоа, на катови. Секој ниво представува стадиум на морфолошко-хидролошката еволуција на самата пештера. При влегувањето подот благо се спушта, додека таванот се издига. Првата варовничка препрека е само 10 метри од влезот и таа е патоделница на натамошното напредување. Првата сала е преполна со каскади од кои има и исполнети со вода,
pa skokovite od vremena na vreme se ne ophodni. Следното движење е ориентирано се повеќе под агол и веќе на 30-40 метри пештерата заличува на моменти на вистинска пропаст. Откинатите блокови од табанот го прават подот потежок за освојување. Нивке ги среќаваме речиси по целата должина на пештерата, како последица на низа силни тектонски движења во минатото. Но тие воопшто не ја нарушуваат или нагрдуваат атмосферата, зашто пештерните украси ги има и во голем број и се различно обоени. Формите си се приказна не за себе, туку за нас. Сливови, столбови во бела, окер, зелена и во сина боја. Ја нема само црвената, што значи одсутно е присуството на железна руда. Во првата сала или во незината најблиска околина ќе се сретне и измет од лилијаци, по некој скакулец или црв. Од местото каде што се наоѓа најголемиот пештерски столб, висок околу 7 метри, доаѓа до нагло спуштање на табанот така што се формира тесен отвор, преку кој се влегува во нова, така наречена мртва сала. Крстена е според темните бои на украсите, меѓу кои се и ретките за овој простор макарони. Десно од мртвата сала се наоѓа отвор преку кој ќе се стаса до сала со балкон или до една вистинска галерија каде што највпечатливи украси ќе станат сталагмитите. Потоа преку откинатите блокови се отвора просторот крстосница, од каде што лево и десно, угоре и удолу започнуваат мали ходничиња. Просторот сега го надополнуваат и се повеќето суви и полноводни кадички. Во проширувањето драпери посебно се истакнува источниот зид, кој е едно огромно перде, едно од најубавите во објектот. Сала на црвите го нарековме просторот во кој се наоѓаат мощно ретките украси создадени од взаемно преплетување на сталагмити и сталактити. Посебна вредност им дава и широкиот спектар на бои. Дел од салата го доби името Акропол, поради неколкуте симетрично поставени столбови, кои со тектонските движења се разделиле, но повторно се сврзале со помош на водата прокапница. Од оваа сала ќе стасаме и до централната, која е на нешто пониско ниво. Во сите правци се двојат многу канали, од кои еден прави вистински круг, и човек малку ќе се изненади кога повторно ќе се најде онаму од каде што пошол.
Купната должина на пештерава Лапарница е речиси точно 200 метри, а височинската разлика околу 40. Средногодишната температура би се движила некаде од 7 до 10 степени, а влажноста е средна. Што се однесува до можностите за туристичка валоризација, објектот ветува навистина многу. Богатството украси, нивна обоеност, како и етажноста на ходниците и салите, се нешто што заслужува да се доближат до обичниот посетител, а не само до намерниците спелеолози. Можне радува тоа што во општината Самоков владее навистина голема желба еден ден, и тоа што поскоро, целиот овој локалитет да прерасне во вистински спелеолошки парк, што покрај скорешното езеро ќе привлече многу посетители. Се ова е за поздравување, затоа и селото Горна Белица прераснува во центар за обука на спелеолозите од земјава. Мештаните веќе го почувствуваа се позачестеното престојување на планинари во овој крај. Овде веќе човек може во најблиската селска куќа да нарача да му се испече во фурна домашен леп, јагне или јаре, да се најде во секое време кисело млеко или сирење, па дури и риба. Во ова не сме да се подзастане, а спелеолозите сигурно ќе пронајдат уште многу нешта во утробата на овие предели. Среќно!